Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако ова е првото видео кое го среќавате, ќе ве замолиме да кликнете subscribe и да не следите на Facebook и Instagram. Денешното предавање ни е за ниво B2 и ќе зборуваме за вториот тип на адвербијал зетце, а тоа се кондиционал зетце или условни реченици. Можеме да започнеме. За почеток што да повторите за полесно да ја совладате оваа граматика. Се разбира die Konjunktionen, поточно за Haupt- und Nebensätze, и второ die Adverbialsätze, за прилошки реченици. Што ќе учиме денес? Првиот дел Konditionalsätze mit Nebensätze, вториот дел Konditionalsätze mit Hauptsätze и трет дел Konditionalsätze mit Satzadverbien. За почеток, што се тоа кондиционалзетце? Тоа се реченици со кои се изразува услов под кој се случува или не се случува дејството во главната реченица. Граматички спаѓаат во небензетце, најчесто, и се разбира во прилошки реченици. На кое прашање одговараат овие реченици? Unter welcher Bedingung? Под кој услов? Да видиме пример на прашањето Unter welcher Bedingung gehst du ins Fitnessstudio? Под кој услов одиш ти во теретана? Би одговориле со Ich gehe ins Fitnessstudio, wenn ich Zeit habe. Одам во теретана ако имам време. Втор пример на прашањето Unter welcher Bedingung bestehst du die Prüfung? Под кој услов го полагаш ти испитот? Со условна реченица би одговориле Wenn ich regelmäßig lerne, bestehe ich die Prüfung. Ако учам редовно, го положувам испитот. Трет пример Unter welcher Bedingung bleibst du zu Hause? Под кој услов остануваш дома? Одговараме со Ich bleibe zu Hause, falls es regnet. Останувам дома доколку врне. И четврти последен пример. Unter welcher Bedingung ist die Prüfung gültig? Под кој услов испитот е валиден? Со кондиционалзац би одговориле Die Prüfung ist gültig, sofern du unterschreibst. Испитот е валиден доколку потпишеш. Одиме понатаму. Како се формира реченица од овој тип? Слично на каузалзетце, може да се формира на три начини. Прво, со зависна реченица или небензац и сврзниците wenn, falls или sofern. Второ, со две главни реченици или Hauptsätze и не користиме сврзник. И трето, со прилог или Satzadverbien и ги користиме сврзниците sonst или andernfalls. За сите ќе видиме повеќе примери. Главно правило и тука е дека во небензетце глаголот секогаш стои на крај. Кои сврзници се користат во кондиционалзетце? Условните реченици, исто како каузалзетце, имаат своји сврзници. Тука ги имаме when, во превод ако, falls, во превод доколку или во случај на, sofern, доколку, потоа sonst, инаку, andernfalls, воспротивно. Кога се користат кондиционалзетце во германскиот јазик? Кога сакаме да кажеме дека нешто се случува само ако е исполнет некој услов. Нешто нема да се случи ако условот не е исполнет, или замислуваме реална или нереална ситуација.
Например, типични ситуации кога би ги користеле овие реченици. Имаме правила, совети, предупредувања, планови или некои хипотетички ситуации. Првиот дел за ова видео ни е условни созависни реченици или Konditionalsätze mit Nebensätze. Формирање на кондиционал mit Nebensätze. Првиот сврзник, како што кажавме пред малку, ни е сврзникот wenn, во превод на македонски ако. Се користи за реални и нереални услови. Значи, услови кои можат или не можат да се случат. Го користиме овој сврзник во обична или инверзна реченица. Например, wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitnessstudio. Ако имам време, одам во теретана. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Јадам, ако сум гладен. Вториот сврзник ни е сврзникот falls, во превод ако случајно или доколку. Се користи кога условот е можен, но неизвесен. Значи, можно е, но несигурно дали ќе се случи нештото. Почесто во разговорен стил го користиме кога даваме совети или предупредувања. Нечесто се користи во инверзна реченица, за разлика од сврзникот wenn. Weil es regnet, bleiben wir zu Hause. Доколку врне, ќе останеме дома. Или втор пример, Ruf mich an, falls du Hilfe brauchst. Јави ми се доколку ти треба помош. Третиот сврзник ни е sofern или во превод доколку. Го користиме кога условот е јасно дефиниран или официјален, во реченици кои се договори, правила, формални текстови. Нечесто се користи во инверзна реченица. Ретко се користи во разговорен јазик. Но ќе дадеме некои примери. Die Prüfung gilt, sofern du unterschreibst. Испитот важи доколку подпишеш. Der Vertrag ist gültig, sofern beide zustimmen. Договорот е валиден доколку двете страни се согласат. Сега да кажеме која е разликата меѓу wenn, falls и sofern. Wenn кога имаме реален и можен услов. Falls кога имаме можен, но несигурен услов. И sofern кога имаме јасно дефиниран и официјален услов. Да видиме примери за да ја забележиме разликата. Wenn es kalt ist, ziehe ich eine Jacke an. Ако е ладно, облекувам јас јакна. Ruf mich an, falls du Hilfe brauchst. Јави ми се доколку ти затреба помош. Die Zahlung erfolgt, sofern bezahlt wird. Исплатата се врши доколку се плати. Вториот дел за ова предавање е Konditionalsätze mit Hauptsätze, условни со две главни реченици. Како се формираат кондиционалзетце со главни реченици? Слично како реченица со when, но без сврзник. Се прави инверзија, глаголот стои на прво место. Во оваа реченица со црвена боја го имаме when, но глаголот со плава боја. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ако ти треба помош, јави се. Овде имаме исто направено инверзија во реченицата. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich reisen. Ако имав повеќе време, ќе патував. Brauchst du Hilfe, melde dich. Ти треба помош, јаvi се. Hätte ich mehr Zeit, würde ich reisen. Да имав повеќе време, ќе патував.
Долните две реченици ни се кондиционалзетце со хаупдзетце. И третиот дел за ова видео, кондиционалзетце мит Satz-Adverbien или условни реченици со прилози. Формирање на кондиционалзетце мит Satz-Adverbien. Главно правило е дека со предложниките изрази не правиме небен зац, туку една реченица со прилог. Овде го имаме сврзникот sonst во превод на македонски инаку. Повеќе го користиме во секојдневен говор. Например, beeil dich, sonst kommst du zu spät. Побрзај, инаку ќе дојдеш предоцна. И втор пример, zieh dich warm an, sonst frierst du. Облечи се топло, инаку ќе измрзнеш. Петти сврзник за денес, andernfalls, во спротивно или во друг случај. Повеќе се користи во формален или писмен говор. Например, zahl jetzt, andernfalls droht Strafe. Плати веднаш, во спротивно следува казна. Trage den Helm, andernfalls besteht Gefahr. Носи кацига, во спротивно постои опасност. Sonst и andernfalls не се сврзници, туку прилози, па затоа следи нормален Hauptsatz или нормална главна реченица со инверзија. Која ни е разликата меѓу sofern, sonst и sondern? Sofern ни е сврзник во писмен или официјален говор. Веќе го опишавме. Sondern ни е исто така сврзник и го користиме во разговорен и во писмен говор. Sonst не е сврзник, туку прилог. Например, die Prüfung gilt, sofern du unterschreibst. Испитот важи доколку потпишеш. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Не пијам кафе, туку чај. Beeil dich, sonst bist du zu spät. Побрзај, инаку ќе задоцниш. Тоа беше се од денешното предавање. Сега ќе покажеме некои примери за полесно да ја сватите оваа граматика. Wenn es regnet, nehme ich einen Schirm. Ако врне, земам чадор. Wenn er kommt, feiern wir zusammen. Ако тој дојде, ќе славиме заедно. Falls Anna Zeit hat, kommt sie mit. Доколку Ана има време, ќе дојде со нас. Falls er nicht kommt, verschieben wir das Treffen. Доколку тој не дојде, ја одложуваме средбата. Die Teilnahme ist möglich, sofern man sich anmeldet. Учество е можно, доколку некој се пријави. Iss dein Gemüse, sonst gibt es keinen Nachtisch. Изеди ги зеленчуците, инаку нема десерт. Lies das Buch, sonst verstehst du es nicht. Прочитај книгата, инаку нема да разбереш. Folge den Regeln, andernfalls gibt es Konsequenzen. Следи ги правилата, во спротивно следуваат последици. Zahle die Rechnung, andernfalls wird sie gemahnt. Плати ја сметката, во спротивно ќе биде опомената. И мала вежба за крај на денешното видео. Имате неколку реченици, потребно е да го внесете соодветниот сврзник. Имате 10 секунди. Дали сте подготвени? Со наша помош ќе ги решиме заедно. Wenn du Zeit hast, gehen wir ins Kino. Ако имаш време, одиме во кино. Mach deine Hausaufgaben, sonst bekommst du Ärger.
Направи ги домашните, инаку ќе имаш проблеми. Die Lieferung erfolgt, sofern bezahlt würde. Испораката ќе се изврши доколку е платена. Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. Доколку врне, остануваме дома. Melde dich jetzt an, andernfalls kannst du nicht teilnehmen. Пријави се веднаш, во спротивно нема да можеш да учествуваш. И тоа беше и за вториот тип на прилошки реченици. Ако ви е јасно ова видео, кликнете лайк. Се надеваме дека ви се допадна. Од следното видео продолжуваме со нов тип на прилошка реченица. Се гледаме во следното видео.